Жолтиот штрк. Велат, оти некогаш во Кина живеел некој сиромав студент. Го викале Ми. Тој бил толку сиромав што не можел да плати ни за шолја чај. Ми просто би умрел од глад ако еден газда на чајджилницата не му давал да јаде и да пие. Еднаш Ми отишол кај газдата и му рекол: "Заминувам. Пари немам и затоа немам со што да платам за се што сум испил и изел кај тебе. Како и да е, не сакам да останам неблагодарен. Еве, погледни." Тогаш студентот Ми извадил од джебот парче жолта креда и над зидот од чајджилницата нацртал жолт штрк. "Ова е штрк," рекол Ми, "ќе ви донесе 10 пати повеќе пари од колку што ви должам. Секој пат кога ќе се соберат луѓе и кога 3 пати ќе плеснат со рацете, тој ќе се симне од зидот и ќе почне да танцува. Но запомнете, никогаш не терајте го штркот да танцува само за еден човек. А сега збогум." Со тие зборови студентот Ми се завртел и заминал. Газдата бил вчудовневиден и решил да проба. Кога следниот пат во чајджилницата се собрале многу луѓе, тој ги замолил сите 3 пати да плеснат со рацете. Во тој момент штркот се симнал од зидот и заиграл неколку танци. Било многу весело и забавно. А потоа си се вратил на своето место. Гостите биле восхитени, воздивнувале, се чуделе, не можеле да си поверуваат на очите. Истото се случувало постојано. Насекаде се расчуло за танцот на штркот. Чајджилницата постојано била преполна со луѓе, па газдата многу брзо се збогатил. Ветувањето на студентот Ми се остварило. Но еднаш во чајджилницата дошол некој богат началник, мандаринец. Гледа наоколу седат само селани и занејчи. Се налутил мандаринецот и наредил сите да ги избркат. Слугите почнале да замавнуваат со палки, луѓето се разбегале и мандаринецот останал сам. На масата извадил еден куп пари и побарал од газдата да му го покаже штркот. Кога газдата ги видел парите, заборавил на се. Тој 3 пати плеснал со рацете, а штркот неволно се симнал од зидот и одиграл еден танц. Штркот бил намуртен и болен. Потоа се вратил на зидот и останал неподвижен. Мандаринецот викал, се заканувал, но ништо не можело да се стори. Вечерта на вратата од чајджилницата се зачуло силно тропање. Газдата тргнал да отвори и кога што ќе види, студентот Ми стои и молчи. Извадил тој од својот джеп еден кавал, почнал да свири и заминал. Штркот пак се симнал од зидот и тргнал по него. Од тогаш никој не го има видено студентот Ми и неговиот волшебен жолт штрк. Старите велат дека ако некогаш некаде се појави такво волшебно нешто, тоа ќе биде за сите, а ако со него завладее само еден човек, тоа повторно ќе исчезне.